Почитуван претседател на собранието, почитувани колеги, почитувана јавност, почитуван представник на Судскиот совет, очигледно во Македонија имаме процес во кој што можеме да се соочиме со еден петтоколонашки здив кој го помнат нашите предци, оние кои останаа живи, но ги имаме и во мемуарите на оние озлогласени судски процеси кои што ги направи црвената буржуазија во периодот од 45-та до 51-та година. Ние сме сведоци дека лошите испадоци на таквите примери се појавуваат по некоја декада повторно, веројатно во зависност од тоа какви ќе бидат нарачателите и колку ќе биде недемократскиот дух на истите. Сакам да прокоментирам неколку работи, бидејќи јавноста заслужува да знае, бидејќи ние овде треба да донесеме одлука која ќе влие и наредните 9 години известна господја која што се познава или ја препознаваме под иницијалите ДК, треба да представува уставен судија во Уставниот суд на Македонија. Што добива Добрила Кацарска со оваа номинација? Јас ќе ви кажам една основна работа која што сигурно ќе ја добие. А тоа, почитувани колеги, почитувана јавност, е едно мирно вдомување покрај еден бурен, исцрпувачки полтронски живот како судија на ало судството во Република Македонија. Ке добие 2.500 евра плата и 9 годишен мандат со дипломатски пасош, службено возило и бројни службени патувања кои оваа господја ќе ја рехабилитираат од стресните изминати 30 на години во кои што таа толку агилно и толку ревносно се трудеше да ги задоволи своите ментори, своите лидери, своите нарачатели на една адреса спроти црквата Света Петка во Скопје. Зошто Добрила Кацарска, почитувана јавност, представува толку негативен лик во македонското општество и зошто денеска, еве јас, губам време да ви се обратам и да ви кажам што мислам лично во врска со неа. Прво, јас ја познавам господјата Кацарска како судија кој што судеше низа на судски политички монтирани процеси, кои одведоа невини луѓе во затвор, кои ја зацрнија Македонија, зацрнија семејства, а господјата Кацарска удобно се одмараше во својата кожна фотелја, пиејќи виски, јадејќи бадеми и клештејќи се без да има осет дека тука човечки животи има се ставени под знак на прашање. Но има и нешто друго што е многу поважно и треба и Добрила, која што веројатно ова го следи, да го запомни, бидејќи јас лично нема да ја заборавам. Добрила Кацарска се изживуваше со невини луѓе во монтиран политички случај за кој стојам и секогаш ќе стојам дека требаше да има правична разрешница, требаше јавноста да добие правично истражување од страна на обвинителството и на тој начин да донесе до одредени заклучоци кои што ќе требаше да покажат кој беше нарачателот на 27 април, кои беа тие кои што учествуваа во тоа злосторство и злоупотреба на маса на македонци и македонски граѓани кои миролюбиво, достоинствено чекореа и правеа протест со кој што укажуваа на одредени недоследности и нивни несогласувања. Кој беше нарачателот на 27 април? Таа, заедно со Вилма Русковска, го покрија тој злостор, ги покрија барем двајцата главни нарачатели и за сметка на тоа добија двете награди. Вилма ја доби наградата, ја уништи ја Катица Јанева и седна на позицијата, ги позема нејзините ингеренции, а Добрила денеска треба да биде лиферувана во Уставниот суд. Е како што би рекла една моја драга и почитувана колешка, почитувана јавност,
Мало Морген. Ке ви кажем зошто Добрила Кацарска не треба да биде уставен судија. Почитуван Здравов, вие доаѓате како представник на судскиот совет. Јас доаѓам од Универзитетот Свети Кирил и Методи. Кај нас на универзитетот, кога ги промовираме, значи докторираните доктори на науки, имаме 2-3 пати годишно свечена академија, каде деканите на матичните институции, директорите на институтите, најчесто доаѓаат и ги реферираат биографиите и заслугите на веќе докторираниот кандидат, но со таа церемонија ја потврдуваат нивната валидност и кога ќе го поминеме тој чин, кога ќе го добиеме тоа посулч, ние стануваме академски граѓани од висок ранг, кој што нашата најстара универзитетска академска заедница не препознава како еднакви со еднаквите. Тоа што вие не се одваживте и не рефериравте ниту една реченица за господјата Добрила Кацарска, говори само во прилог на тоа дека вие сте под уцена и дека сте далеку од самостоен суд и далеку од самостоен совет. Ќе ви кажам и што оди во прилог на тоа тврдење, бидејќи ние тука можеме да искажеме се, но вистината е една, а јавноста има информации и може истите да ги добие доколку се потруди. Како пример, издвоив една изјава на пресконференција на градоначалникот на општина Сарај, господинот Блерин Беџети, кој на 13 август минатата година го искажа следното. Човекот рече: премиерот Заев на 17 јули 2019 година вршеше притисок врз мене да влијам на одредени членови на судскиот совет за смена на еден председател на суд. Затворен цитат. После такво нешто, со кој кредибилитет и со каква дрскост независниот судски совет не навредува тука сите нас, ја навредува нашата интелигенција, со тоа што ни ја предлага токму Кацарска да биде член во составот на Уставниот суд на Република Македонија. Со какво право? Зарем не чувствувате никаков срам во однос на тоа што се сте правеле во својот живот, колку инстанци сте требале да поминете, колку стресови сте требале да поминете за да дојдете на една таква позиција, за да некој дојде и политички ви наметне или ви ала жвети нешто, вработување на деца, парички, стан, кола, идна функција. Зарем има таква вредност губењето на образот почитувана јавност? Ќе ви кажам уште нешто. За Добрила Кацарска можам да напишам есеи и веќе се пишуваат и мемуари, не зборуваат и во странство, почитуваните колеги ги кажаа сите елаборации, јас не би сакала тука да се повторувам. Но имам должност да ви кажам, дека за да изберете судија во Уставниот суд, тој треба да биде крем дела крем на македонското правосудно општество. Тоа се професорите по кривично, тоа се професорите по граѓанство, тоа се видни ликови кои што извршиле сериозно влијание и во едукација на кадри, но и во номотехника, во придонес во развој на науката. Понатаму, можете да дадете предлози да бидат врховни суди, одредени врховни суди да ги предложите како членови за Уставен суд. Тие луѓе си дошле до врвот на судската кариера и со своето реноме, со својата етика и морал, со нивната непристрасност направиле впечаток со кој што никој не може да го сузбие нивното влијание и нивното просудување. Трето, може да одберете и од адвокатурата видни познати ликови, кои што направиле имаат бекграунд. Но не можете да ми излезете овде и да ми кажете дека Добрила Кацарска треба да биде наградена со местото Уставен судија. Зашто на тој начин не само што ви се смее целата правна фела, туку ни се смее целиот цивилизиран свет. Оти не заборавајте, порано во 45-та, кога ги судевте невините луѓе, тогаш немаше други записници освен изјави во вести или оние што ги извадивме од удбашите.
Но сега имаме видео снимки и истите почитувани ќе се снимаат како документарци, како доказ какво дно и во какво дередже ја донесовте оваа убава порака, нема правда.